Па еве да ви кажам дека предстојниот мислам викендот што помина, значи одигравме последното коло во првата кошаркарска лига, на домашен терен ја победивме екипата на КК Гостивар. Исто така во кадетска конкуренција завршивме, игравме две утакмици, ја победивме екипата на Спортисимо во Кавадарци, а изгубивме од екипата на Гостивар во Делчево. Се на се во овие мислам во оваа конкуренција имавме 44 надпревари, каде што девојките издржаа храбро. Значи, од првата до последната утакмица игравме за да покажеме дека сме дел, не сме само дел од конкуренцијата, туку сме дел кој што ќе се бори за да победи и за да издржи. Така да целокупната работа во годината што помина дојде на крајот како шлак на торта, бидејќи ние успеавме на крајот да ја победиме екипата на Гостивар, која што има доста квалитетни кошаркарки и со победа да ја завршиме сезоната. Како што кажавте, во U14, каде што се работи за помлади кадетки, без конкуренција влеговме на Final Four, каде што мислам дека имаме шанси да освоиме еден од медалите. Дали ќе биде златен, сребрен или бронзен ќе видиме. Имаме најдобрата кошаркарка во Македонија, значи Ана Ангеловска, која што покажа и докажа дека не само во кадетска конкуренција, туку и во јуниорска и во прва лига може успешно да се надпреварува со низините конкурентки. Кога ќе се играат надпреварите? Па Final Four мислам дека ќе се игра 24 и 25 мај во Скопје. Значи имат веќе обезбеден учество Бадел, има обезбеден учество Паланка, ние и се чека третиот учесник од групата, каде што мислам дека не сме без шанси и ќе го дадеме својот максимум за да го афирмираме градот Делчево. Во оваа прилика сакам да се заблагодарам на нашиот спонзор, значи фирмата Патриот, за обезбедување на имоти лица на нашиот собственикот на фирмата Патриот, господинот Александар Дончевски, кој целосно ги покри трошоците за овие сите надпреварувања и со вакви луѓе спортот, мислам ние како кошаркарски клуб имаме солиден спонзор кој што во наредните години ќе може Кошаркарската академија Клубски Патриот да ја одржува на уште повисоко ниво.